Со 5000 евра доделени од Министерство за култура, Цветанка Ласкова, поранешната председателка на Форум на жени на СДСМ, ќе одржи јубилеен концерт за 50 години сценско постоење. Ласкова не гледа ништо спорно. Таа за Алфа вели дека не аплицирала, туку дека нејзини пријатели изразиле желба да организираат концерт, а таа ќе го одржи. Јас воопшто не сум ни конкурирала. Тоа се мои пријатели, тие ќе го организираат, а јас секако дека ќе го одржам. Јас сум пензионирана, но песната ми е во душата и срцето. Не гледам никаков проблем, ова што се провлекува моето име е само дел од дневно политички настан. Опозицијската ВМРО ДПМН денеска посочи дека Министерството за култура ќе финансира естраден концерт и дека Министриката за култура поима нема што е национален интерес. Ова не е прв пат името на Ласкова да се поврзува со одобрени финансии за проект. Исто така неодамна нејзината сна од Фондот за иновација и технолошки развој зема 330.000 евра за проект наречен Декорирајме. Но колку значењето на националниот интерес и домашното творештво е над пријателските и партиските врски, покажуваат реакциите на голем број културни работници во земјава. Според актерот Роберт Велјановски, програмата е катастрофална, а во врска со заштитата на материјалното и нематеријалното богатство, Министерството има одвоено 0 денари и ситуацијата е очајна. Сликата не е ништо подобра ниту со состојбата на театрите во земјава. Жална е приказната кога ќе сватите дека, да речеме, во Македонскиот народен театар, платите и одржувањето на објектот се повеќе од 20 на годишно ниво повеќе од 2 милиони евра, а за програм има одвоена само 55.000 и нешто ситно евра, што е некаде помалку од 2%. Незадоволни се и македонските издавачи. Председателот на Македонската асоциација вели дека Министерството комплетно ги деградирало, споредувајќи ги одобрените средства со реалните потреби во процесот на издавање. Оваа година навистина бројот на поддржани проекти и буџетот што го имаат определено од Министерството култура не кореспондира со реалната слика и она што реално го имаме како трошок, бидејќи знаете дека сите трошоци за производство хартијата и сите работи се зголемени. Во програмата отсуствуваат големи музички, актерски и врвни писателски имиња и проекти. Вака ја оценува програмата универзитетскиот професор Васко Шутаров. Според него програмата се носи без мерило и критериуми и е оставен простор за голем волонтеризам. Програмата е на крајот еден колач, културен колач кој што треба да се основа врз културните потреби на граѓаните, на даночните обврзници, на граѓаните кои што имаат потреба од културата. За жал, тој колач кој што на крајот го сервира Министерството за култура, имам чувството е направен од сите состојки кои што ги имале во Министерството, но очигледно путерот или јајцата им биле расипани. На иста линија е и Друштвото на писатели на Македонија. Оттаму реагираат во однос на нефинансирањето на автори и нивните најнови дела. Доколку деновиве не се отстранат овие пропусти, друштвото посочува дека ќе одржи вонреден пленум на кој ќе побараат одговорност од Министерството. За споредба, концертот на Цветанка Ласкова вреди повеќе од македонскиот бренд фестивалот на детска песна Златно славече, за кој се одобрени 200.000 денари, а Макфест има добиено само 100.000 денари повеќе.